Луиза побара да се молиме за Израел, така? И за Палестина, и за арапите, и за сите. Побара да се молиме? Добро. Сепак ние тоа ќе го направиме не затоа што таа побарала, туку затоа што ние сакавме. Конкретно Луиза побара. Да. Сите имаме, сите чувствуваме, сите сочувствуваме со тие жртви од двете страни. Да. За жал, многу што е исто, ништо ново, како и години наназад. Без Христа ќе има масакри, од една страна јудејскиот фанатизам, од друга страна муслиманскиот фанатизам. Без Христа едните и другите, што е резултатот? Кога многу христијански народи се имаат испотепано во историјата, заради земски интереси, оставајќи го на страна и Христа, и неговото Евангелие, и верата, и затоа трпејќи еден куп страшни проклества до ден денес. Особено оние што се без Христа и тераат своја правда. Се борат за своја правда. Минатата сабота беше последниот, 7-миот ден од празникот Сеници. Евреите го викаат Симхат Тора, радоста на законот во превод. Тој е оној последниот голем ден од празникот што се споменува во Јован 7 глава, во Јован 8 глава, а на последниот голем ден од празникот Сеници Исус извика со силен глас и Елена Вајд го опишува тој ден, 7-миот ден од Сеници, како најрадосниот ден од сите денови во годината, најрадосниот ден во Стариот Израел, бил последниот ден од празникот Сеници. И во Талмудот се зборува за тој ден како за најголемата радост што можела да се почувствува и доживее. Не случајно мнозина оваа војна ја споредија со Јом Кипурската војна од 73 година, точно пред 50 години. Таа на 6, оваа сега, значи, на Сеници, 7 октомври минатата сабота. Намерно избран датум на еврејски празник. Да, плюс шабат, тоа го рече и премиерот Нетањаху. Го гледав целиот негов говор. Вика, ем празникот, ем шабат. Шабат го спомна. Во шабат не нападна. Се наслушавме многу глупости од медиумите, кои што за тоа се платени, да тресат глупости што не држат вода. Како ова било ненадеен напад, како сите, и ЦИА, и МОСАД, сите беа затекнати и изненадени. Ајде бе. За да се случи ваков напад, како минатата сабота, упатени лица велат, минимум 6 месеци требало да биде подготвуван, организиран. И најспособната тајна служба МОСАД да не знае за тоа, да биде изненадена. Најнеспособната, тукашнава ДБК да беше, например, ке разбереше нешто.
Мислам дека и за војната 2001 година имаше некакви претходни сознанија. Друго е нешто во прашање. Како што некои мнозина веќе стравуваат, дали овој настан се зборуваше дека после украинската војна треба да следи, и мнозина уште пред многу месеци го спомнуваа октомври, еднаш и ја го споменав од катедра, октомври. Во октомври треба да следи нешто следно од апокалипсата во која што живееме и навлеговме со ковидот на почетокот оваа деценија. После ковидот Украина, и се споменуваше октомври. Се сеќавате, ја го споменав октомври летоска. Нешто се спрема во октомври. Што ќе биде тоа не знаеме. Дали нова пандемија, новиот вирус X, како го крстија? Дали светска војна? Дали економска криза? Укинување на доларот и воопшто готовината, иако тоа се најавуваше уште лани за 24-та година, значи за до година, се предвидуваат тие настани. И сега октомври не е изменет, на почеток сме се уште. Има уште доста пред нас. Што се може да се случи, не знаеме. Дали може би е ова намерно дозволено? Како што ЦИА не само што знаеше за 11 септември, туку однапред го подготвуваа тоа со месеци однапред. Дали е ова намерно нешто дозволено и направено за да ескалира во глобален конфликт? Бидејќи веднаш се исцртаа контурите на страната на Палестина, Русија, Кина, Иран, Хезболах и Либан. Без Иран не се ништо. Иран без Русија не е ништо. А на страната на Израел, целиот НАТО, целиот Запад, Соединетите американски држави, Европската унија. Дали ова е намерно направено за да настане поголем конфликт и во тој конфликт, значи да се помати водата, каде што е матна вода, која е крајната цел на ционизмот, на Израел, на Мосад, на новиот светски пород? Ал-Акса да се сруши џамијата Ал-Акса. Дали е ова намерно дозволено и направено за да се минираат, чисто поставувам прашање, да се минираат сите мировни договори, преговори до сега, да се испровоцира наместо мир, да се испровоцира војна, која што ќе доведе до поголемата апокалипса, кога ќе има војна, и Хамас објави дека нападот е извршен заради џамијата Ал-Акса. Значи, заради Јерусалим. Сето ова заради Јерусалим. Значи, во Газа се гине и во израелските грачиња, каде што прво загина околу 1000 израелци и многу млади души. Заради Јерусалим, заради не било каде во Јерусалим, заради храмската гора во Јерусалим, да се сруши џамијата, да се расчисти теренот. Зашто? За третиот храм. Третиот храм, за да се зацари антихристот во него. Дали е ова вовет во тоа нешто или не, ќе покаже блиската иднина.
навистина живееме во апокалиптични години, оваа деценија, и апокалиптични настани. Да ве подсетам црвените јуници од лани, пред 1 година, тогашната света вечера во септември. Да ве подсетам за моите проповеди за третиот храм од пред 5 години, на почетокот на 2018-та, сите се во архивата на YouTube каналот. За пред 2 години серијата проповеди за Израел и Храмската гора. Дали е ова вовет во тоа? Голем знак прашање. Дали е ова направено и од страна на Израел дозволено за да добијат изговор, за да го нападнат Иран? Штом го нападнат Иран, светска војна. Нека Господ ни се смилува и нека Господ стави рака и го спречи сето тоа, молиме, но ако го дозволи и ако тоа се случи, тогаш навистина живееме во времето на крајот. Тогаш навистина Господ доаѓа, Господ е пред врата. Би сакал да отвориме во книгата на пророкот Исаија, третата глава, значи на почеток. Исаија, третата глава, 10 стих. Како гласи овој стих? Брат Зоран, како гласи во твојата Библија овој стих? Мислам дека во овој стих сите Библии се согласуваат, но за жал не можеме сега да го провериме со многу Библии. Трета глава, 10 стих. Трета глава, 10 стих. За праведникот. Се зборува за праведникот. Исаија, трета глава, 10 стих. Кажете му на праведникот, блазе му, зашто тој ќе ги јаде плодовите на делата своји. Благодарам. Значи, мислам дека тука се согласуваат сите Библии што постојат, освен повторно Септуагинтата. Дали знаете како гласи овој стих во Септуагинтата? Иако дори и православниот превод, тоест по стариот, така, православниот превод, да. Иако и кај него е стихот според еврејскиот масорецки текст. Во Септуагинтата стихот гласи да го врземе праведникот, бидејќи не ни е потребен. Или бидејќи ни е товар, вели англискиот превод на Септуагинтата. Зошто пак во нашиот православен превод по стариот, бидејќи овој ревидираниот не е православен, зошто па и таму не е така преведено, не знам, веројатно има разлики и во нашите православни преводи во однос на Септуагинтата. Тоа сакав да го споменам само како занимливост, но вечер сакав да се подсетиме на најпознатата тема, спорна тема во врска со библиските преводи
и која што се однесува на Христовото раѓање секако и се однесува на начинот на неговото раѓање. Познатото пророштво за детето Емануел, Исаија 7 глава, 14 стих. Како гласи Константинов во 14 стих? Ме интересира. Љубице? Може. Затоа Господ сам ќе ви даде знак. Еве девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му даде име Емануел. Благодарам. Како што очекував, тука сите Библии се точни. Барем на македонски и на некои од јазиците во регионов. Па и пошироко. И многу западни јазици во Библиите стои девица. Па каде е проблемот? Не постои библиски превод, веројатно, кој што овој стих, овој збор девица го поинаку го наведува. Например, девојка. Етимолошки девојка и девица, девица значи истото. Нашиот збор девојка значи тоа. Ако е немажена, е девојка. Велиме девојка ако е немажена млада жена. И се разбира, нема да биде блудница за да го роди спасителот на светот. Туку ако е немажена, ако е девојка, ако е девица, може да се забремени и да го роди само на надприроден начин. Тоа е и знакот. Не би било знак, ако било некое природно зачнување и природно раѓање. Каков знак е тоа? Ако би било природно зачнување и природно раѓање, тоа не е никаков знак. Но на царот, на јудејскиот цар Ахаз, Господ му го дал овој знак. И така и почнува 14 стих. Зато самиот Господ ќе ви даде знак. Веројатно за повеќето преведувачи овој стих не било проблем да го преведат со девица. Бидејќи Матеј така го цитира во Новиот Завет, истиот стих, и применувајќи го на Исуса, уште како бебе, во Витлеем. И така го цитираат и сите други стихови. Сега, ако се сеќавате пред 2 саботи зборував за стихот од Евреите 10.5, каде што самиот Христос во Стариот Завет, во псалмите, во 40-тиот псалм, 7 стих, прорече: жртви и приноси ти, Оче, не посака, но тело си ми приготвил. И апостол Павле така го цитира од Септуагинтата стихот во Евреите 10.5. Па сепак, многу преводи, иако е така цитиран, исправно цитиран во посланието до евреите тој стих, многу преводи решиле да го следат фалсификатот, значи масоретскиот еврејски текст, кој што таму во псалмите, наместо тело си ме приготвил, прочитавме, што ушите ми ги отвори. Така пишуваше. Така пишува во еврејскиот текст, во масоретскиот оригинал. Но така било изменето. Автентичниот, стариот еврејски оригинал прорекуваше за Господовото тело. Иако сите библиски преводи, веројатно, се дозволам да речем сите, веројатно сите на ова место во Исаија 7.14 велат и пишуваат девица,
веројатно под влијание на цитатот во Мати, на истите овие зборови и самиот темел на христијанската вера за Христовото надприродно зачнување и раѓање. Сепак, евреите го изменија и овој текст. Самите јудејски и рабини, и теолози, и книжевници, денешни и поранешни, тврдат дека, од нив тоа го учиме, значи, дека во еврејскиот текст, во масоретскиот текст, стои зборот алма, а не зборот бетула. Еврејскиот збор бетула значи девица. А јудејските толкувачи ни велат дека зборот алма не мора да биде девица, може да биде било која млада жена, па дури и мажена млада жена. Се разбира, сите тазе невести биле млади во тоа време, многу млади. Сите и рано се женели, и рано се мажеле во тоа време. И што сакаат да ни кажат со тоа? Дека ако еврејскиот оригинал не вели девица, туку некој збор што може да значи млада жена, и што сакаат да ни кажат со тоа? Дека Господ не му дал знак на царот Ахас, или дека Господ му рекол на царот Ахас дека некоја млада жена, може и мажена, значи, ќе забремени и ќе роди син, што ќе го наречат Емануел, Бог со нас, па каков е тој знак? Каков е тој знак, ако не било надприродно раѓањето? Каков е тој знак, ако некоја млада мажена жена, дека наводно тоа значи еврејскиот збор алма, зачне и роди син, што ќе го наречат Имануел. Ако е тој син се роди како природен, на природен начин, како природен потомок на таа жена од нејзиниот сопруг, каков е тој знак? Како тогаш може тоа дете да се нарече Бог со нас? Тоа дете не би било Бог. Значи, јудејските книжевници, така ги нарекува Новиот Завет, нели? Сакаат да ја поматат водата. Повикувајќи се на масоретскиот текст, кој што е фалсификат на автентичниот еврејски оригинал. Како 72 александриски евреи, кои што го ја преведува Септуагинтата во вториот век пред Христа, го превеле овој стих, што пишувало во нивниот еврејски оригинал во вториот век пред Христа, не знаеме, бидејќи го немаме тој еврејски текст на располагање. Но знаеме што пишува во Септуагинтата. Го превеле кој да бил, истиот еврејски збор, може да бил и истиот еврејски збор алма, го превеле со парфенос, што буквално значи девица. Во вториот век пред Христа. Пред Христа. Пред Христа евреите точно сваќале, не јудејците после Христа, пристрасно настроени против Христа и христијанството,
евреите пред Христа исправно разбирале што напишал Исаија и каков знак Господ му дал на царот Ахаз. Девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануел. Така завршува стихот во Исаија, 14-тиот, а Матеј ни додава нешто повеќе, ни кажува што значи тоа Емануел. Да го прочитаме цитатот на овој стих. Значи, гледате, во еврејскиот народ пред Христа немало проблем. Стихот бил јасен како ден. Знакот гласал дека девица ќе зачне. Исаија ги пренесол верно Господовите зборови и евреите точно ги разбирале и толкувале дека девица ќе зачне. Немало забуна. Ниту постоел фалсификатот направен подоцна после Христа, кој што резултирал со сегашниот масоретски текст во еврејските ракописи. Евангелие според Матеј, првата глава, ќе почнеме да читаме од 18-тиот до 25-тиот стих, значи до крајот на главата. А раѓањето на Исус Христос стана вака. По свршувачката на мајка му Марија за Јосиф, уште пред да заживеат во заедница, се виде дека е тешка од Светиот Дух. А Јосиф, нејзиниот маж, не знаејќи дека е тоа зачнато од Светиот Дух, бидејќи беше праведен, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја напушти. Значи, убеден дека Марија извршила блуд. Но штом помисли така, ангел Господов му се јави на сон и рече: Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја земеш Марија својата жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Надприродно раѓање. Девица. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој од неговите гревови. И сега продолжува Матеј и вели: а сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господ преку пророкот, кој вели: и ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Тоа бебе што Марија го зачнала надприродно од Светиот Дух. Тоа бебе зачнато и родено од девица, од семето на жената, како што им беше проречено на Адама и Ева уште на почетокот. Тоа бебе е Бог, самиот Божи син. Бог дојде да биде со нас, да живее со нас на оваа земја. Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше заповедал ангелот Господов и ја зеде својата жена и не се доближи до неа додека таа не го роди својот син и го нарече Исус. Немало забуна пред Христа. Сите евреи точно разбирале каков знак му дал Господ на царот Ахаз, што точно напишал Исаија и така точно и превеле. Се работи за
девица се работи за надприродно зачнување, се работи за надприродно раѓање, бидејќи родениот од неја син е Емануел, Бог со нас, Божиот син, самиот Бог, сета полнина на божеството во човечко тело. Нему нека му е фала и слава. Само на него и во овие тешки денови можеме да се надеваме. Само од него очекуваме спасение. И во ова апокалипса, која што порано или подоцна ќе ескалира се повеќе и повеќе, се подлабоко и подлабоко. Додека не настанат последните големи неволји и конечно не се појави повторно Христос со сета небесна слава да стави крај на историјата на гревот, смртта и секое беззаконие. Нека му е фала и слава вечно. Амин.